Лопчето почна да се одмотува во декември 2022 година. Апелација ја укина пресудата за масовното прислушување и уништувањето на опремата во УБК. Судењето за масовното прислушување ќе почне од почеток. Одлуката возбуди многу духови, па судскиот совет одржа итна седница и по неколку дена отиде во работна посета. Според тогашното објаснување на апелација, предметот го добиле на 8 октомври 2021 година и веднаш бил распределен кај судијата известител Енвер Беџети. По 4 дена, тој го пратил на мислење до Вишото јавно обвинителство, а одговорот со предметот го добил на 30 ноември 2021 година. 3 месеци подоцна, на 7 март 2022 година, е одржана јавна седница. По јавната седница биле потребни дури 9 месеци за да се донесе одлука на 5 декември 2022 година. Работната група на Судскиот совет носи заклучок со кој имплицира намерно долговлекување на постапката. Со постапувањето во овој предмет од страна на судот се создадени услови за евентуално застарување во оваа постапка, што е сериозно повреда на законот за кривична постапка, поради непочитување на роковите за донесување на одлука. Тоа што е на тапет, не го спречува судијата Енвер Беџети да се кандидира за врховен судија. Добива само 4 гласа и не е избран за позицијата, но не е избран и ниту еден друг кандидат. Тоа отворено ми го кажа член на Советот, дека практично бидејќи на таа седница се гласаше за граѓански судии, имало условно кажано некаква не измама, меѓутоа некакво пазарење, во смисла поминете ги први нашите, па потоа ќе ги поминеме ние вашите. Меѓутоа, кога дошле на ред да се гласаат, условно речено, спорните кандидати, не биле поминати нивните, така што во таа ситуација се избра само 20 граѓански суди, 20 кривичари останаа неизбрани. Набргу потоа, председателката на Судскиот совет Весна Дамева покренува иницијатива за формирање комисија за утврдување одговорност на судијата Енвер Беџети за држење на предметот Таргет тврдина во фиока, со цел да застари. Комисијата треба да биде во состав Весна Дамева, Селим Адеми и Ханиф Зендели. Но двајцата членови албанци побарали земање од процесот на одлучување. Едниот поради тоа што веќе соработувал со судијата, имал порано контакти, па не сака да делува во таа смисла пристрасен. А во вториот случај, објаснувањето било поради се што се случи, сакам да се изземам од таа позиција. Меѓутоа се поставува прашањето како ако побарале да се изземат од работата на комисијата, гласале на седницата за истиот тој кандидат за кој што за врховен судија за кој што има отворена постапка за утврдување одговорност. Значи во едниот случај не се изземат, во другиот случај се изземат, што го отвора прашањето дека веројатно сите случувања околу Судскиот совет придонесоа веќе да почне да им работи условно речено совеста, верувам. Меѓутоа, во секој случај, постои таква дискрепанца помеѓу нивното одлучување. Набргу по обидот за формирање комисија, порталот СДК на 25 април објавува текст со наслов Војна во Судскиот совет за судијата Енвер Беџети. Се собираат гласови за разрешување на председателката Дамева, ако го стави на дневен ред барањето за негова одговорност за Таргет тврдина. Како што дознава, сакам да кажам .мк, пред неколку дена на колегиум во Судскиот совет иницијативата била блокирана од членови предводени од подпредседателот Селим Адеми и Милјазим Мустафа, кои барале место иницијативата да оди веднаш на седница и веднаш да се формира 3-члена комисија како за останатите судии за кои досега се барало одговорност, таа времено да се стопира. Веќе следниот ден по објавата на СДК, Весна Дамева беше разрешена и тоа под диригентската палка на подпредседателот Селим Адеми. За разрешувањето на Дамева гласа 7 члена на Судскиот совет. Селим Адеми, Милјазим Мустафа, Ханиф Зендели, Мирсат Сурои, Сашко Георгиев, Лорета Георгиева и Павлина Црвенковска. Привремен председател на Советот станува Селим Адеми.
само неколку дена подоцна судскиот совет ќе повлече првичната одлука за разрешување на Дамева, за веднаш потоа да изгласа недоверба со 9 гласа. Со 8 гласа за нов председател е избран Сашко Георгиев. Последната фаза на заплет на случувањата во судскиот совет почна со случајот со апелацискиот судија Енвер Беџети, кој 9 месеци познато е во јавноста во ФИОКа го држеше предметот Таргет Тврдина. Па наместо иницијативата за негова одговорност да се најде на дневен ред на судскиот совет, наеднаш една група членови во советот, предводена од тогашниот заменик председател Селим Адеми, инициираше ваша смена. Дали од денешна дистанца ви е јасно што беше намерата на иницијаторите на вашата смена, а поврзано со случајот со Енвер Беџети? Знам дека не ставам во непријатна ситуација, ама моје да ги поставам прашањата, ваше да изберете како ќе одговорите. Значи, причините за моето разрешување познати се на јавноста. Не бегам од тоа што претходно сум го изјавила и ќе останам на тоа, но повторно ќе напоменам, како што и кажав при моето заминување, со моето разрешување ќе бидат задоволни одредени лица од политиката. И апсолутно кои биле причините, какви биле причините, јас го имам моето лично мислење и ќе го задржам за себе, а останатите доволно си знаат. Веднаш по завршувањето на летото собранието донесе измени на кривичниот законник со што се намалија казните за злоупотреба на службената положба. Тоа, во комбинација со одоговлекувањето, доведе до застарување на сите дела против Сашо Мијалков во случајот Таргет Тврдина. Еден месец откако Мијалков куртули од Таргет Тврдина, на дневен ред на судскиот совет дојде извештајот на комисијата за работата на судијата Енвер Беџети. И тој ќе куртули, но од разрешување, бидејќи така мислело мнозинството членови на судскиот совет. Казната за него е 20% од плата на 6 месеци. Еве како тогашниот председател на советот во интервју за 360 степени објаснуваше зошто не бил разрешен судијата Енвер Беџети. Дали беше таков предлогот на комисијата која што го доби предметот на разгледување? Тоа е 3-члена комисија од судскиот совет. Ќе појаснам, значи да биде појасно. По стариот закон за судски совет, оваа трочлена комисија, значи по стариот закон имаше предлог до советот, даваше предлог за советот. Сега со новиот закон, по кој што работиме од 19 година, оваа комисија не дава предлог, но туку изготвува фактички извештај за фактичката состојба од настаните кои што се предмет на оценка, односно од барањето кое што се бара одговорност за судијата. Така да предлог нема од комисијата, но согласно законот е предвидено дека по изнесената фактичка состојба, согласно законот се донесува одлука која што одлука со 7 гласа, најмалку 7 гласа се запира постапката. Во овој случај не е запрена постапката со 7 гласа, туку се продолжува понатаму, согласно законот одиме по редослед. Со 8 гласа, најмалку 8 гласа, е потребно за да се донесе одлука за разрешување на судијата. Во овој случај немаше 8 гласа. Кога е ваква состојбата, се продолжува, согласно законот, за да се оди прво со дисциплинските мерки, кои што се изразени во парична казна, од 15 до 30%, и најмалата казна е изрекување јавен укор или опомена. Во случајов 8 гласа доби 20% од платата за 6 месеци. За да бидеме јасни, кога гласавте за евентуално разрешување на судијата, резултатот беше убедливо против разрешување. Така, добро разбирам. Можам да се согласам. Случајно или не, само еден месец откако и Мијалков и Беџети, секој на свој начин, куртулија од Таргет Тврдина. Управниот суд пресуди дека Весна Дамева била незаконски разрешена и ја врати на функцијата. И покрај тоа, останаа да важат одлуките донесени во периодот додека таа не беше председателка, иако според судот беше одстранета противзаконски. И кога целата оваа приказна беше на работ да замине во заборав, на неа потсетија Соединетите Американски држави.
Го ставија и судијата Енвер Беџети и високиот функционер на Дујартан Груби на така наречената црна листа. Објаснувањето е, Вашингтон има докази дека тие примиле подкуп за да застари таргет тврдина за Сашо Мијалков. Good morning. What's then? What are you all doing here today? На прашањето, дали ќе ги дадат доказите на македонските власти, амбасадорката на САД Анџела Агелер порача. The evidence that the Washington was reviewing, that we were able to gather both here in this country and in Washington, was readily available. We are required by law to designate and sanction those individuals for whom we have strong evidence of criminal corruption. What happens from there is up to law enforcement and the judiciary in this country. But I will say that if we can put together that evidence, so can they.